Представниците на транспортерите од Западен Балкан денес повторно побараа решение за проблемот 90 во 180 дена за престој во Шенген зоната. Со проблемот се засегнати околу 100.000 возачи, од кои 17.000 се од Македонија. Се трудиме сите да останеме во оваа држава, затоа што сепак истопанството ќе трпи многу повеќе отколку што се мисли, затоа што домашниот превозник секогаш е тој кој што е поевтин и пружа побрзи услуги затоа што се работи за оваа територија. Во однос на тоа што го кажува министерот, тоа е вистина дека секој треба на билатерална основа да ги решава проблемите, бидејќи ние сите имаме подпишано поединечно билатерални спогодби за визна либерализација, меѓутоа, бидејќи сите како држава имаме исти проблем, значи мораме и заеднички да соработуваме и да го решаваме. Ние како превозници не подпишуваме никакви спогодби, меѓутоа нашите државни органи подпишуваат и затоа од оваа страна како превозници даваме поддршка во секој случај да се види дека сме сложни и дека имаме еден заеднички проблем кој сакаме да го решиме и да го надминеме. Транспортерите се согласни да се почитува правилото 90 во 180 дена, но бараат негово децидно почитување. Предложивме како преодно решение кога веќе Европската комисија не сака да ја менува спогодбата која е создадена пред 41 година и на што му дојде времето одамна да се менува. Тогаш сме согласни да не се менува спогодбата, туку да се направи техничко приспособување, што би значило ако е кажано дека граѓаните на третите земји имаат право да престојуваат 90 во последните 180 дена, тогаш да се придржуваме на тоа правило. Но како? Така да знаеме дека денот не е минута, не е час, туку денот трае 24 часа. Значи ги бараме собствените и полни 90 дена. И ако Европската комисија прифати да ни ги брои целосните денови, односно изразено низ часови и минути, тогаш проблемот е решен или барем привремено решение. Ако останат при тоа дека првиот ден на влезот се смета како прв ден и денот на излезот како втор ден, тогаш сме во сериозен проблем кој лесно нема да се реши. Од Европската Унија, односно Европската комисија, кон овој проблем приоѓаат предпазливо и за во септември ветија состанок со представниците на транспортерите од Западен Балкан.